Ајде сега да се продолжиме со следни наши теми, или поточно нашите гости ке зборуваат за тоа колку вежбањето станува лек, како теретаната помага на нашите гости, им има помогнато Горан и Тијана да победат здравствени предизвици, што значи дека и ние кои што се соочуваме со некои такви слични здравствени предизвици, можеме да ги победиме токму со вежбањето. Мислам и дека не постои човек што нема некој таков како што си кажавме јас и ти од ова утро во здраво тело, каде што не боли. Добро утро, наши гости. Добре ни дојдовте. Јас сум воодушевена од она што го кажавте, како сте дошле до она што сте го посакувале прво здравствено, меѓутоа потоа и за физичкиот изглед. Така ли е, Тијана? Така е, така е. Добро утро и добре ни дојдовте. Јас би ве прашала еве на самиот почеток, па ќе се разговарате со Оливера за сето она што и многу ме интересира мене, сигурно и на гледачите, што ќе се напиете. Прво. Како домакини да ве прашаме, да. Еспресо. Еспресо? Да. Исто и за мене. Со шекер или без? Без. Браво. Не, оди шекерот со малку тоа ќе се пушти звук, но така е, нели, од утрото сега мора машината да си работи, а вие повелете, Оливера. Да, благодарам. Мои гости денес, Тијана и Горан, кои што ги запознав и сакам на гледачите да им пренесеме можност дека се може да се реши ако се има добра волја за тоа. Вие членувате во фитнес центар Палестра и таму навистина одлично веќе со години функционирате, ама тука сме денес да кажеме кои ви беа проблемите и како дојдовте до тој момент Горан да стане тренер и што решивте здравствено. Тијана, да почнам со тебе. Пред колку години ти се јави твојот проблем и кој беше твојот проблем? Така, јас уште од најмала возраст се соочувам со прекомерна тежина и кога бркаме совршенство, знаеме да одиме во екстреми со користење на ригорозни диети и незнаењето прво од самите ефекти од храната и како храната влие врз нашето тело, си го нарушив хормоналното здравје, односно потоа го се соочив со состојба аменореја, односно целосно отсуство на циклусот, поради тие екстреми и користење на ригорозни диети, наместо употреба на правилна исхрана и вежбање. Така, значи диетите не се секогаш здрава варијанта и правилна варијанта кога сакаме да добиеме совршено тело. Така. Колку години имаше кога ти се случи тој проблем? Со тој проблем се соочувам уште од рана возраст, затоа што самата прекомерна тежина исто така доведува до пореметување на хормоните, меѓутоа кога јас целосно го изгубив циклусот, тоа настанува со наглото намалување на тежината заради недоволен внес на храна, недоволен одмор и интензивно вежбање, неправилно вежбање. Среќа, можеби во целава несреќа што си медицинско лице, имаш завршено медицинско образование и сама некако започна се го решаваш проблемот, односно беше на лекари или слично? Така, да, јас нормално зошто преку вежбање одлучи? Секогаш првиот чекор е да се обратиме на доктор, меѓутоа знаете како терапијата е решение, е брзо решение, моментално решение кое што ни се нуди, меѓутоа не значи дека секогаш ќе има ефект. Најпрво треба да се работи на превенција, да не се дојде до таков проблем, меѓутоа кога веќе се случил проблемот, треба да размислиме, да ги промениме навиките, односно да се промениме самите себе. Многу е тешко човек да промени животни навики, отколку да се реши да оди да вежба. Најпрво, како го сватив сето тоа, со само неколку месеци вежбање осетив како моето тело се чувствува подобро. Потоа самодовербата ми се поткрена, со тоа изгледот почна да следи, така веќе почна делумно да ми се регулира циклусот, меѓутоа се уште го немав, да речеме, решено целосно проблемот. Кога дојдов во Палестра фитнес центарот, сакам да му се заблагодарам на Бојан Живковик од колегата на Горан од фитнес центарот Палестра. Еден мал разговор може многу работи да промени. Бојан ми помогна, односно ме насочи колку правилното вежбање, одморот и доволниот внес на храна се битни исто колку интензивното
вежбање. Дека мора да се најде баланс помеѓу тие три работи за да имаме успех. Одлично. Ке се вратиме повторно на твојот проблем или лекување на твојот проблем. Горан, имаше и ти проблем? Да, мојот проблем беше малку различен. Се работи за дискус хернија, што ја добив пред 2-13 години. И тоа беше исто од неинформираност и неправилно вежбање. И прекумерно вежбање беше тоа. Кога ќе станете обседнати со нека работа, знаете да претерате со истата. И докторите велеа операција? Па вака, првично докторите велеа дека е многу тешка, мислам не тешка, ама еден подлабок стадиум на дискус хернија, кај што мене ногата ми беше цела фатена со или нервот беше фатен и ногата ми беше цела укочена. Имав проблем со одење. И докторите велеа дека треба, тоест не треба да вежбам и дека никогаш повеќе нема да можам да правам неки работи што веќе ги имам правено. И нормално е тоа одбив да го прифатам така, да. Не може цел живот да останам така без. А тебе сонот ти беше тренер, да, тренер, спортист, значи активен живот и некој тоа ти го руши тој сон. И како им прекусеше на докторите и како си помогна? Па види, направив една работа што сега многу луѓе не ја прават, ами јас скроз ги игнорирав докторите, што сваќам дека модерната медицина не е толку модерна и дека класичната медицина не е во текст со настаните што се случуваат денес, во денешно време. И си решив да си побарам помош од луѓе што лично ги познавам, што се физиотерапевти и што работат со спортисти, и на тој начин полека почнав да се оправам. Мислам состојбата да ми се подобрува. А вежбањето кои ти ги покажа? Вежбањето остана со тоа што нели прво почна некоја поблага форма на тренинзи. И тука гледаме. Ова е блага форма или ова е тешка? Ова не е блага, ова е сега, ова е сега скоро, инаку ова не е блага, ама е некоја поблага верзија на овие вежби. Со тоа што нели дискус хернијата е состојба кај што имам инфламација во грбот, кај што таа инфламација мора прво да се собере, тоест да се повлече. После тоа почнуваме да работиме некој ваков вид на вежби кај што самото место позади го зајакнуваме. И на тој начин нели превенираме исти повреди во иднина. Така. Сега Тијана одлучи дека ќе вежбаш. Важно ли е само да се запишеш некаде на фитнес и теретана, или многу е битно да се земе и тренер да ти ги покаже правилно вежбите, и колку е важно таквото вежбање или она интензивно? И бара ли континуитет вежбањето? Тоа сакав да го кажам, како што кажав и претходно, ќе се надополнам, интензивното вежбање не секогаш е добродојдено кога станува збор за хормонален проблем кај жени. Најпрво, сега постојат многу трендови кои што ние девојките сакаме да ги следиме. Социјалните мрежи се многу корисни, да не бидам погрешно сватена, меѓутоа можат и негативно да влијаат, затоа што најпрво треба да се внимава на возраста, на физичката спремност на самиот човек, на полот, и мислам дека апсолутно прво треба да се побара помош и совет од стручно лице, односно од фитнес тренер, затоа што континуитетот ќе дојде самиот по себе, со дисциплината, со градењето на дисциплината и со промената на животните навики, и така полесно ќе можеме да си помогнеме и да го добиеме посакуваниот резултат. Затоа што интензивни тренинзи можат многу повеќе да ни одмогнат, отколку да ни помогнат, доколку не се вежба правилно и не се јада правилно. Така, стигнавме кај јадењето. Многу ми е сега тој важен момент. Освен што вежбаме и имаме квалитетен сон, мора и здраво да се храниме. Што значи здраво хранење во поглед на решавање на хормоналниот дисбаланс? Во поглед на решавање на тој проблем, најпрво треба да се има јасна цел и структура во самите оброци. Сега имаме многу избор на храна
во споредба со порано и тоа на некој начин ни одмогнува. Премногу храната е процесирана, за жал. Ако се вратиме да речеме на некои стари навики кои што нашите и родители не учеле уште како мали, тука мислам дека е клучот. Почесто варена храна и свежа. Не треба да биде ништо драматично и не треба да имаме рестрикции никакви, затоа што тука може да се наруши и менталното здравје, кое што исто така подеднакво битно како и физичкото. И мислам дека тоа е најбитно, да се има структура во храната и да се едуцираат луѓето за ефектите кои што храната ги предизвикува на телото и главните макронутриенти. Конкретно јаглехидратите, протеините и мастите. Да не се пратат трендови дека треба одреден тип на храна да се избегнува, баш напротив, поврзано со хормоните, јаглехидратите се исклучително значајни за енергија и за многу други процеси, кај жените особено за дигестијата, за здравиот микробиом. На тој начин ги внесуваме влакната преку јаглехидратите. Мастите исклучително битни за хормоналното здравје и протеините, да не речам целото тело, така, основата, ние создадена базата од протеини. Конкретно еден твој оброк како изгледаше? Претходно или сега? Па и претходно и сега. Претходно, навистина, премногу процесирана храна. Зборуваме кога имаше килажа од 100-105 кила. Да. Иако, нели, дома не сум имала такво учење и такви навики, но за жал сами ги правиме изборите. Сакаме фаст фуд, джанк фуд, така. Мислам, тоа е и проблемот со брзиот начин на живот денес. И затоа бараме брзи решенија, самиот стрес, немањето време или мислата дека немаме време за да спремаме здрави оброци. А тешко ли е? Не, воопшто. Како изгледа еден твој ден во поглед на подготовка на храна денес? Однапред ги планирам оброците и така полесно избегнувам да правам прекршоци. Не дека не се дозволувам, но кога однапред си ги планираме оброците, имаме претходно јасна цел, нормално со совет од медицинско лице и фитнес тренер кој што може да не насочи, затоа што секое тело има различна потреба, во зависност нели за која цел вежба. Така најлесно мислам дека ќе избегнеме грешки и ќе се вратиме на старите навики. Така, убаво спомена Тијана. За која цел вежба? Постојат вежби за различна цел? Постојат вежби за различна цел, да. Има вежби што одредени луѓе ги прават за да изгледаат поубаво, има вежби што ги прават спортисти за да имаат подобар перформанс и нормално има човекот, обичниот човек усред кај што ги прави двете со некоја поблага верзија од нив за да остане едноставно здрав само. Вашето искуство што вели во фитнес центарот каде што вие сте тренер? Женските сакаат да креваат тегови? Да, женските сакаат да креваат да прават тежински тренизи и тоа не е негативна работа, тоа е позитивна работа, со тоа што сметам дека не треба да се двојат машките и женските со машки тренизи и женски тренизи. Сметам дека жените треба да работат тежински тренизи и треба да работат тренизи што ги работат и мажите. Постојат ли вежби и справи каде што може да се направат корекции на вратот? Ова ново стресно време, постојано во канцеларија пред компјутер ни прави проблеми со спондилоза, не можеме да го свртиме вратот. Доаѓаат ли, се запишуваат ли во фитнес центарот специјално за таа проблематика? Да, голем дел од луѓето имаат некаков проблем со дали е вратот, дали е горниот дел од грбот, дали е долниот дел од грбот, некој вид на дискус хернија. Ама да, доаѓаат луѓе што имаат проблеми со да речем со грбот и вратот. Затоа има справи или има корективни вежби? Справи не препорачувам за такви корективни вежби, обично се прават со сопствена тежина или се прават со слободни тежини, тоа е еднорачни тегови или шипки. Ама да, постојат. Тијана, што ќе им препорачаме на
девојките, на оние што имаат хормонален дисбаланс, што имаат нередовен циклус, се борат со тежината, имаат некаков проблем, а не знаат како да го решат? Најпрво да не се плашат и секако доколку имаат проблем, многу е човечки да побараат помош, затоа што стравот нели некогаш може лошо да ни влијае. Нашето тело е многу попаметно отколку тоа што ние мислиме и многу лесно се адаптира на условите и се регенерира на условите, односно на вистинските услови кога ќе му ги дадеме. Сите јасно ги знаеме придобивките од вежбањето, кога е во поглед хормонално здравје. Кај мажите се регулира нивото на тестостерон, кај жените се регулира нивото на прогестерон и естроген, кои што се исклучително битни за самата менструација, се регулира хормонот на стрес, односно кортизолот, со тоа и се подобрува мелатонинот, односно имаме подобар сон. Така да би им препорачала дека не треба да се плашат од вежбање во теретана, дека напротив тоа ќе им помогне. Само кога има екстрема може да се јават проблеми и кога ние самите не сакаме да се промениме. Така, значи многу е важна волјата. Така. Колку пати е доволно уште кратко да се оди во теретана за да се одржува оној баланс? Да, за да бидеме здрави, треба да посетиме бар 3 пати во неделата, да, теретана или Тоа ги задоволуваме потребите. или било каква друга физичка активност. Не мора да е теретана, нека е пешачење, нека е трчање, нека е планинарење. Значи битно да сме активни и да не седиме во место. Значи тоа таму произлегуваат сите проблеми со вратот и со грбот. Седењето во место е многу голема причина. Ред други болести, не е Да, од тоа произлегуваат и Така. ред други работи. Мислам дека ги убедивме гледачите Се и надевам. нашата колешка Слободана. Не, исто, со оглед на тоа дека сте блиску до мене, зошто да не се дружиме почесто? Да. Со оглед на тоа дека си имаме проблеми, кои со вратот, кои со грбот, може и двете одеднаш, некогаш зависно. Многу убави совети, Оливера, убави гости и ви посакувам добро здравје секогаш. И колку е важно вежбањето, без разлика на годишната возраст, можеме да започнеме разлика. кога Без сакаме, разлика. така ли е? Да. Благодарам уште еднаш и да се видиме повторно со други совети.